дојдовте во нов аснам. Живееме во едни луди национални времења, каде што над нас на македонците повторно како еден дамоклов мач е прашањето на идентитетот, а тоа особено е прашање кој изникна длабоко од историските куфери после прифаќањето на предавничкиот Преспански договор и антимакедонскиот бугарски договор кој повторно на маса ја стави кои сме, што сме и така натаму. И во тој контекст секој македонец кој се бори за возобновувањето и промоцијата на нашето историско име и кои сме и што сме, е добре дојден на овој наш канал и треба безусловно да биде прифатен од сите подкастери, национални телевизии и програми, радиопрограми. Нема поголем сведок за нашата историја од, ја би рекол, мојот драг пријател и денешен гостин Бранислав Светозаревиќ, кој минатата недела го издаде вториот том Македонци, сведоштва на идентитетско име и јазик. Првиот му беше претерано успешен и мене ми е драго дека можев да сугерирам каде да се распределат неговата книга, која е распространета и расфрлена низ цел свет и во едукативните центри кај наши македонци, клубови и така натаму. И драго ми е што можам да представам неговата втора книга која имаше официјално представување минатата недела во Музеј на македонската борба. Бране, благодарам многу што си мој гостин. Драго ми е дека вака исцрпно работиш. Јас те знам подолго веќе, знам дека си workaholic, дека ова е твоја пасија и ти уживаш во села оваа приказна и ова историско творештво кое го правиш, што е за нас македонците како една мелемна рана, затоа што ти си како некоја антидота на сето тоа што се случува и што нас македонците не обременува, а тоа е покажуваш историски сведоштва. Имаш нова книга. Кажи ми кој беше поттикот и мотивот тоа да го продолжиш после објавата на првата книга? Благодарам прво Сашо што ме повика во твојата емисија, во твојот подкаст. Навистина ми е задоволство бидејќи се знаеме повеќе години и ете продолжува на некој начин и ова соработка и ова дружење по нашите идеи за Македонија и навистина ми е чест што ме повика. На твоето прашање можам да кажам дека како што е нераскинлив континуитетот на македонското постоење, изгледа дека и континуитетот на пишувањето на првиот и вториот том се нераскинливи, затоа што уште кога привршува со првиот том веќе се насобраа многу нови документи кои ми отвараа некои нови видици, така што и овој вториот том представува на некој начин збирка на документи, но и анализи преку повеќе статии и наслови кои се трудев да бидат, ако не за прв пат, меѓутоа многу малку обработени кои биле, за да ги отвориме и тие прашања, за да се доразјасни се уште нашата историја која беше со векови запретана, криена, беше уништувана, значи преку уништување на сведоштва, докази и така натаму. И затоа мојата методологија на работа одеше во таа насока да не се подпираме само на традиционалните архиви кои ги користевме до тогаш, туку сега на помош дојде дигитализацијата, нешто што веќе не ќе може никој да го сопре. Значи, вистината за македонците веќе е нешто што станува достапно лесно, прилично лесно, но нивната обработка останува една сепак
одговорна работа која треба да стручњаците да се занимаваат со неа, за да можеме да сите оние избори да ги ставиме во вистинскиот контекст, за да не забегуваме сега еден таков израз да искористам. Ние треба да бидеме крајно сериозни, затоа што ова е исклучително одговорна работа, иако не се оградувам дека не сум направил некаде грешки, но тоа се несвесни. Лошо е кога некои историчари или историографи се занимаваат со конструкции. Меѓутоа, таму каде што имаш слободна мисла, чиста мисла, каде што треба нешто што излегува како извор сега, голем, гейзер, од сведоштва, сите нив треба да ги ставиш во еден контекст кој ќе има издржаност научна. Сега науката што е ако не и нејзино усовршување и нејзино нови откритија кои уште повеќе се доближуваат до вистината, така што и вториот том има едно такво значење, но и потик за сите други историчари да се занимаваме со овие прашања и да што е можно повеќе да се доближиме до пореалната една состојба низ која поминувале процесите кои се кај нас карактеристични, затоа што историјата, околностите така натаму не оформиле вакви какви што сме. И ние тие процеси што повеќе се доближуваме до нив, повеќе се запознаваме, како што имаме потреба да знаеме кои се нашите непосредни предци, нели? Така треба и ние лично, нели? Ама и како нација и како народ треба што повеќе да сме свесни. Секој човек треба што пореално да знае во која позиција се наоѓа, не само географски, не само социјално, социолошки, не само од некој друг аспект, туку и економски и историски треба, за да не правиме грешки. Затоа што секогаш кога се оддалечуваме од линијата на реалниот старт, ние или се подценуваме или се преценуваме. Јас би сакал да овие книги бидат што поблиску до реалната точка на која или ајде да ја наречем таа линија на развој, на линија на опстој. Затоа што често пати имаме сега и национал-романтичари кои сакат да припишуваат некои моќи на нацијата кои не ја припаѓаат, а тоа исто штети колку и оние кои ја подценуваат и ја напаѓаат. Така што не би сакал да се најдеме во таква ситуација. Значи гледаше да се отслика реалноста онака како што е, Да. од фактичката позиција. Која методологија ја користеше за да ја напишеш оваа прекрасна книга? Јас користам мојата струка архивистичка, да речеме, која може да се каже дека е наука. Многу ми помогна во комбинација со историјата, бидејќи јас сум магистер по архивистика, а доктор по историски науки. И тие две Добар спој во овој контекст истражувачки. Токму тоа. Да. На почетокот рековме дека нашите изборите за македонците, за Македонија се често пати скриени, некогаш се и изопачени, некогаш се уништени, но сега, благодарејќи на архивистиката, одев на методологијата архивистичка, тоа е прво прибирање на огромен број на податоци. Огромен број. Од 40 држави во светот. Браво. Значи, тука зборуваме за држави кои некогаш постоеле и а некои од нив и денес постојат. Бидејќи ние одиме, пловиме низ времето. И нам ни се потребни и податоци од цивилизации кои повеќе не постојат, нели, и држави кои постоеле на 3 континенти. Секогаш времето носи нови работи, нема сопирање на промените. И така и со ова. Меѓутоа, ние мораме да ги користиме изворите и од Византија, и од Османлиското царство, и од Руското царство, и од Австро-Унгарија, и Југославија. Сите тие како такви не постојат, нели, сега се
сосема подруго изгледаат и нивното уредување и се друго, а некои не постојат, но тие се за нас драгоцени извори и од држави во кои воопшто не владееле со овие територии. Зошто? Затоа што македонците се распространиле низ вековите низ целиот свет. И тој феномен на македонскиот опстој, потребата на македонецот секаде каде што оди на сите континенти да прикаже дека е македонец, е просто чудо. Јас уживам во таа борба поединечна на секој македонец. Кажи ми, јас се сеќавам пред 2-3 години ми каже еден добар пример, оди наш човек дека пред 100 и нешто години во Америка почива и сака да биде подпишан како. Тоа е нешто неверојатно. Јас сватив дека сега наши македонци во Соединетите Американски држави почнаа да објавуваат надгромни плочи пред 100-150 години, каде што на надгромните плочи се изјаснува што е. Па тоа е, значи, тој сака да остави документ за своето постоење и на надгромната плоча. Со својата смрт сака да овековечи, значи, со својот гроб да го овековечи македонството. Зарем тоа не е за почит? Тоа е нешто што мене ме импресионира. Во секој потек, преполни се весниците во Соединетите Американски држави, во Канада, од тој период со македонците. Еден од тие два, да речеме, 3 наслови тука се она што многу малку кај нас е истражувано. Најмногу до сега гледам, Виктор Синадиновски има истражувано, има објавено доста наслови, 10 ми се чини на англиски јазик, може би и повеќе, ама јас 10 ги имам. Ние ги истражуваме, недоволно ги истражувавме македонците во американските и канадските архиви, не само тоа, туку и весниците во кои на дневна основа ги прикажуваат македонците како се бореле за себе, како живееле, но она што е фасцинантно за мене е еден наслов тука што е примена на македонскиот јазик во јавниот живот на Соединетите Американски држави и Канада. Значи, тие државните институции тогашни имале своји преведувачи на македонски јазик, овластени од македонски на англиски, англиски на македонски. Тоа е, например, 1898, 99 година, 1907-8, а кодификацијата ни е 44-45 година. Што значи тоа? Тоа значи дека тој јазик се применувал таму. Во тоа време, во тие општита немало никаков проблем, никому не било проблем да се изјасниш онака како што се чувствуваш. Ниту да кажеш дека твојот јазик е тој што е. И тоа многу се реперкуирало во јавноста, но потоа и во секојдневниот живот. Она што мене посебно ме импресионираше е тоа што, например, македонскиот јазик е употребуван во емигрантските бироа, употребуван е во судовите, употребуван во полицијата, употребуван е во црквите. Таму каде што имало, например, протестантски цркви, се пеело на македонски. Имаме еден куп извештаи за тоа. Се одржувале миси на македонски јазик. Експлицитно така пишува. А тоа кај нас не беше истражувано. Значи, македонецот се борил секаде низ 3 форми. Значи, идентитетското име има 3 форми своји. Првото е територијалното, второто е народносно и третото е национално. Во територијалното, од првин мислев дека само е битна територијата. Меѓутоа, како што поминуваше времето, сватив дека овде нешто друго се појавува. Во западната литература откривам термини македонски јазик за прв пат 1499 година. И тука се сите тие прикажани со факсимили.
за да секој може да го види насловот и страницата каде што е тоа запишано и насловот на книгата, за да може да се побара и да се види тоа. Ама таму македонскиот јазик е прикажан покрај српскиот, бугарскиот, рускиот. Дистинктен, различен. Дистинктен, грчкиот, албанскиот. И сега тоа веќе не е само територијална идентификација. Тука гледаме дека некој кажал за себе дека се идентификува преку тој јазик, дека е различен од другите. Она што пред месец дена, 2 месеци... Дали ти текнува каде, во кој факсимили тоа го сретна? Тука се сите по... мислам некаде... Дозволи само малку, значи... Тоа многу интересно. Многу интересно е. И сите тие книги ги прикажав вака, на ваков начин. Значи да може да се види и лично. Значи може овие да се земат од соодветните архиви. Да. Еве, например, овие се наоѓаат во библиотеки. Тоа се ретки наслови. Меѓутоа, кога веќе ќе ги побарате како наслови, компјутерот веќе дава се. Тука нема бегање. И, например, ово е Родриго Фернандес де Сантаела, за прв пат тој запишува, значи еве го, тоа е тоа, и на следната страница, на 366-та страница од таа книга, имаме, таа се вика некој црковен речник, пишува, се споменува лингва македоника, македонски јазик. Сега може некој да рече, ама тоа мислат на античкиот, па добро де, нели нема антички македонски јазик. Што е проблемот сега? Значи, проблем е сега и ако е поврзан со современиот јазик и ако е поврзан со античкиот јазик. Арно, ама веќе во 1539 година излегува друга книга на делото на Тезео Амброджио Албонези и тука веќе се извинувам, има и наброени се јазиците. Да. И го има и македонскиот, а горе и цитат како звучи македонскиот јазик како молитва. Боже, Боже мој, вечи остави ме и така натаму. Зборови кои кажуваат дека се работи за јазикот кој ние сега го зборуваме и така натаму. Значи, премногу богата книга со такви факсимили, со наслови кои можат лесно да се проверат и да бидат корисни за понатаму. Инаку во меѓувреме и уште многу други излегуваат. Како и да е, ова сега тешка достапност што беше за првиот том, затоа што сум собрал 30 години, сега веќе за 4 години собрав со ист обем на сведоштва кои до сега не се објавувани. Благодаречи на дигитализацијата и на многу луѓе кои ми помагаат. Одлично тоа. Многу убаво. Спомна 40 земји, претежно од библиотеки и од архиви. Така е. Вака, значи 40 земји од Аргентина до Јапонија и од Канада до Австралија. Браво. А најмногу од Европа, се разбира. Тоа Меѓутоа, се повеќе подоминантни стануваат и многу интересни весниците од Северна Америка од крајот на 19 век и почетокот на 20 век. Како што нашите бегале таму и поише ги имало влијание и така натаму. И сега наеднаш оние луѓе кои во екот на најмоćните пропаганди антимакедонски го пригушувале секоја појава на македонството, наеднаш таму се излегува на површина. И таму во емигрантските бирова вели, да речеме, 14-15 илјади има луѓе кои се изјасниле дека се македонци, доаѓаат по раса, нели таму, рейс. Да. Се македонци, доаѓаат од Османлиската империја, од Грција, од Бугарија, од Србија и Југославија. И зборуваат македонски јазик.
затоа е еден избор направен таков овде, нели, Macedonian, нели, има и Грик и така натаму. Да. Го има тој документ 905, а овој од 1920 година со фокус, нели, на македонците, има еден бугарин, има хрват, меѓутоа во следната графа можеш да прочиташ дека пишува дека зборуваат, нели, Macedonian. на македонски Да. јазик. Тука нема вегање. И нас не очекува една огромна работа. Нас ни требаат екипи од историчари и јазичари заедно да се втурнеме во тие архиви во Северна Америка, тоа се океани. Добро, сега пристапни ни се весниците, литературата можеме од дома да работиме, но добро би било и да се одат екипи, например Ватикан, преполне со податоци за нашата историја, руските архиви, океани и Виена. Сега последното беше многу интересно. Јас тоа, откако ја објавив книгата, го пронајдов. Испадна дека оној познат проглас на царот Леополд од 1690 година, заштитно писмо за македонскиот народ, прво го пронајдова дека има записник за тоа. И кога се промовираше книгата, јас бев во Штип. Да. И тогаш Тоа беше пред 2-3 месеци, да. Александар Донски и Џон Тодоровски. Да. И наеднаш, слушајќи го и гледајќи ја книгата, си реков, ова не може така да дојдат тие кај царот. Ниту на царот му текнало, ајде, може би постојат македонци, па ќе ги... Не. Тој дал претходно заштитно писмо за српскиот народ, албанскиот и бугарскиот. И по барање на македонците, представниците на македонскиот народ, и поминување низ цела процедура, која не ја знаевме, а јас ја открив во една книга 100 година стара само, се откри не само оние двајца што се познати за македонската наука, Марко Крајда од Кожани и Димитрија Ѓорѓи Поповиќ од Солун, таму вели во прогласот по барање на представниците на македонскиот народ, македонците, Крајда и Поповиќ, им се дава право, нели, привилегии на сите македонци и на знаење на сите во империјата, таму каде што ќе се појават представници на македонскиот народ да бидат привилегирани и заштитени, и дека никој не сме да ги да им наштетува. Се тоа беше прекрасно, меѓутоа со записникот откриваме дека биле двајцата капетани. А капетани не може, тие биле капетани во австриската војска. Ама капетани не можеле да бидат на австриците, туку биле капетани на своите сонародници. Значи македонски доброволци се вклучиле во армијата и тие имале свој чети. Се вклучиле во армијата австриска во борбата против османлиската војска. Подигнато е Карпошовото востание и од тие востаници после се направени... Карпош се враќа горе, прво иде таму. Нема ништо случајно. Сега. Второ, што е убаво? Таму пишува Димитрија Ѓорѓи Поповиќ од македонски Солун, капетанот. За крај да вели од Кожани, па после пишува во Македонија. И затоа кога ги открив овие другите документи, објавени пред 100 година, таму се открива трето име. На латински Патер Петар Камениски, македонец. Патер, значи поп, свештеник. И си реков зошто свештеник. Кога малку размислив и ја испитав работата, се покажа дека секаде австриската империја, Хабсбургската монархија, како контакт лица со народот, секогаш ги бирала свештените лица. Кои имале влијание кај народот. Да. И тоа е таков е случајот со Арсенije Черноевиќ, нели? Патриархот српски со српскиот народ, затоа се повлекло околу 180.000 народ кон север после се повлекувале. А со албанците бил Петар Богдани или Петар Богдано Македоне.
од Скопје тој бил. Тој знаел и ја напишал првата книга на албански јазик, меѓутоа знал и македонски. Знаел и далматински, односно денешни хрватски јазик. И таму тој се представува како македонец дека од Скопје. Не вика од Т или из. Тук од Д, само македонците имаат од Д. И меѓутоа тој е во исто време се смета за најголем преродбеник затоа што испечатил на албански јазик прва книга. И тој бил врската меѓу албанските христијани и австриската монархија. А меѓу македонскиот народ и австриската монархија се појавува овој свештеник Петар Камениски. И тие одат до Сегедин, во Сегедин ги прима човек на исто на империјата со презиме Хорват. Не е чудо да е Хрват. Да. И тој ги представува нив пред повисоките власти и испраќа писмо до Дебрецин, до еден генерал. И вели овде тука се со мене двајца македонци кои сакаат исто така за македонскиот народ да се направи заштитно писмо. Што тоа укажува? Дека фактички тие, ако се чувствувале бугари или срби, имало заштитни писма за бугарите и србите. Никако проблем не имале да се приклучат кон тоа, ќе се изјаснат како такви и готово. Ама овде се појавува свесност за различен етнос. Да. Тие инсистираат за македонците царот да даде. Инаку лесно им е ќе се приклучат кон Арсенија и готово. Ама не било така. Потоа оди тоа до еден генерал во Дебрецин и тој дава извештај, вели овие вика од Македонија двајца вика дојдоа вика или се македонци или се грци. Повторно прекрасна информација. Прави разлика меѓу македонците и грците, јасно изразена. За да кога доаѓаат, постава доаѓаат кај филтерот кој гарантирал најмногу, тоа е генералот ветерани, кој учествувал во битките до Скопје на австриската војска. И тој ги проверил повторно истите луѓе и нивните патенти, така пишува таму, и така тие добиле дозвола да бидат примени во канцеларијата на австрискиот цар. Wow. И сега наеднаш, наместо Петар Камениски, се појавува Димитрија Ѓорѓи Поповиќ од Македонски Солун. Петан. Зошто? Затоа што австрискиот цар нема да го заштити народот македонски, што велат за убави очи. Туку барал од капетаните македонски, затоа што они биле капетани на единици кои се македонци, да бидат, значи од нив гаранции бара дека ќе се борат за Австрија, па ние ќе ви вратиме. Ќе ви ги дадеме сите привилегии во нашата. Тоа е висока свесност. Да ми простиш, некои денешни македонци немаат таква свесност, колку што они покажале 1690 година. Wow. И ние ќе мораме понатаму многу посериозно да се занимаваме со овие прашања. Ги имаме насоките, ги имаме референците и мораме да продолжиме понатаму со тие истражувања. Сега дали, например, јас се извинувам ако толку не сум запознат со институционалната одговорност, меѓутоа прво што ми се на памет е Националниот институт за историја, каде што се вршат такви истражувања. Дали имаше контакт со нив, со некој да го иска? Ова е апсолутно критично, мислам, истражување што го најавуваш каде би го посочил работата. Апсолутно. Значи, сите институции треба да се и на прво место мојата институција, Државниот архив, имам огромно разбирање од директорот за таа работа и мислам дека наскоро ќе направиме и некои чекори посериозни за да можем, бидејќи требаше и самата институција да се стабилизира, да направиме некои чекори за ние имаме со нив и со австрискиот архив многу добра соработка, да продолжиме во таа насока за попродлабочено истражување на оние архивски фондови кои се однесуваат на нас. И бидејќи имаме добри
референции, веќе насоки каде треба да истражувам, мислам дека ќе дојде тоа оптимист сум. Инаку, морам да кажам дека за првата книга, кога барав некаква поддршка и така натаму, не ја добив. Сите се жалеа од 5 врвни институции дека немаат пари, дека немаат и така натаму, меѓутоа тоа не беше доволно. А јас само барав да бидат, да се појават како издавачи. Ако нема пари, барем затоа што јас сум дете на тие институции. Да. Јас сум израснат на тој универзитет, на тој факултет. Нормално е, Да, сум работел и сум учел од академици, од професори. Значи, сум студирал со нив, ја учел занаетот. Сум израснал во државниот архив и така натаму. И меѓутоа тоа не ме поколеба мене да продолжам, затоа што пред 5 години почна и процесот за укинување на историјата како предмет. Да. Значи бевме во многу критична состојба. Сега работите... Кој ти помогна? Народот. Баш убаво. Значи, јас се собрав околу половина од средствата од дома нешто и од пријатели. И најавив во печатницата тогаш на Напредок Театово дека имам книга која сакам да ја печатам, па да се најавам и директорот тогаш многу му благодарам, вели, ќе бране, ова не е книга, ова е мисија, вика. Дај да ја испечатиме, па со продажбата не ги доплачи средствата и така е би. Колку до сега имаш дадено, испечатено? Па некад околу 6.500 и тие, ама 3.500 се растурени како донација во Егејска Македонија, Пиринска Македонија, во Албанија, во Србија и огромен број на универзитети, библиотеки, да. значајни личности, универзитетски професори од Запад, истражувачи и така натаму. Така што имам и таква намера и понатаму да работам на таков начин. Народот ја прегрна оваа книга и многу ми значи. Беше најпродавана книга во книжарниците низ Македонија и тоа многу ми значеше да можам потик да и така ми се приклучија луѓе кои многу им значи тоа. Неверојатни искуства имам со македонците од целиот свет, од Европа. Тогаш лично се уверив што им значи тоа и што прават се они. Ние не сме свесни што прават таму некои луѓе, колку се борат за идентитетот и така натаму. И еве прилика да им се заблагодарам уште еднаш за се што помагаат. Да. И за преводи, и за да речеме Обединетата македонска диаспора ме помогна за превод на англиски јазик. Прекрасен превод. Тие ја доставија до Конгресната библиотека во Америка, во Вашингтон или така натаму. Дури ми организираа и предавање кога беше месец на македонски јазик, така нешто. И меѓутоа јас од семејни причини многу тешки не можев да присуствувам, но луѓето беа спремни се да направат. Сега и уште една книга на писмата која открива фалсификати правење. Уште пред 97 години една цела книга фалсификат ја открив, таа исто ја преведува. Ми помага колеги многу од историчари и они кои се занимаваат со македонскиот јазик, ги пренесуваат книгите на конгреси светски, на истакнати личности ги подаруваат и така, што јас сум пресреќен заради сето тоа. Нас ни е потребна, како што велеше еден од Америка, наш човек, вика, ова е лек против нашата нарушена самодоверба, вика, не отепа, не бомбардира, вика, со пропаганди, со најголема антидота е ова, нема поголема од ова. Да, и тоа е така што навистина. Дури ако смеам тоа да кажам, еден човек ми вели, никогаш во животот не сум прочитал ништо, вика. Ама, вика, само сакам да ми стои книгата, да ја гледам, вика, во соба, вика, и некако ми се полни душата. Дори и тоа имаше, значи, од до. Ама, ете, сепак тоа говори многу
што му значи на македонецот тоа име? Тоа име секдека нас ни значи многу и таа рецепција што има добиено книгата и твојата работа е доказ за тоа. А ова е само една потврда дека колку и да сме разединати ние, а многу сме разединати по сите шавови за жал, кога се работи за нас самите. Ова е еден, се надевам, мал почеток на следно наше обединување и враќање на уставното име. Да, се надеваме. Еден ми рече, да се случи, книгата е точка на спојување. Да. Така да, ја да ти се заблагодарам за што одвои време да дојдеш овдека, да поразговараме за вториот том на твојата книга. Јас имав многу ја читам на делови твојата прва книга. Треба, И стварно има многу интересни не само докази, него и констатации што ти ги даваш во таа книга, кои што поучни си и секој. Јас секој кој е во можност го окуражувам да ја купи оваа книга, да има, затоа што ова е нашата антидота на целата оваа не само доверба која можеби некој од нас ја има, а ова е како една фундамент на сите нас кој е сведок за нашето име, за нашата историја, а твојата работа е нешто што ни дава една душевна храна за да можеме да идеме напред. Да, благодарам. Ако тоа сум го постигнал, навистина сум пресечен, затоа што ова ништо не е мое, ова припаѓа на сите нас. Апсолутно. Да, нема делиме. Фала ти многу што беше мој гостин. Се надевам ке имаме и многу приказни се овдека. 675 страни е твојата книга. Можеме да останеме, меѓутоа дај да оставиме и за некој друг пат. Да. Ти благодарам уште еднаш и се надевам ке видиш и гостини понатано. Секој време. Благодарам што не следевте во овој прекрасен разговор, многу интересен, каде што се Бранко ни остави многу интересни детали за неговата работа, што не е дел од неговата книга, но и што е дел од неговата книга. Јас ве окуражувам сите вие да ја купите оваа прекрасна книга, затоа што стварно е како еден мелем за рана за сета оваа пропаганда антимакедонска која секојдневно ја гледаме околу нас. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.